нашите предавања, како што спомнав, почитувани пријатели. Пред нас е нова тема, нов предизвик, Божјето лице на Исус Христос. Всушност, ќе ја посетиме гората на преобразение или преображение. Вие кои сте читали Библијата, знаете дека во еден миг од својот живот, пред Исус да биде распнат на Голготскиот крст, имал средба со двајца посетители или тројца од небото и двајца негови, односно тројца негови ученици кои ги зел со себе и отишеле на гора и таму се случило нешто многу интересно. Затоа малце подолу. Меѓутоа, поентата на ова предавање вечерва е дали ние сме подготвени да слушаме она што Господ ни го кажува. Знаете, некако луѓе понекогаш летинично слушаме. Или пак кога некој ни зборува нешто, а ние веќе со мислите приготвуваме одговор што да му одговориме на тој кога нешто ќе не запраша. И кога ќе заврши, ние велиме, а што кажа? Дали тоа се случува? Значи тој ти кажува, се напнува да ти објасна, ти на крај велиш, а што кажа? Всушност, и денеска луѓето се такви. Еве на почетокот еден пример. Какви сме ние слушатели? На ова слика левата го гледате еден од председателите на Америка, Рузвелт. Тој направил еден експеримент. Еве што кажал. Присуствував на толку приеми, значи на многу приеми. Знаете, председателите на држави примаат странки, примаат амбасадори, кај што треба да ги дават тие своји акредитиви, или разни посетители доаѓаат да се сретнат со председателот. И тој вели, присуствував на многу такви приеми, со толку многу државници и амбасадори сум се поздравил. И морам да ви признам дека скоро никој не приметуваше нешто што сум зборувал. Тие само ги рецитира своите однапред подготвени мали говори, никако и никого не го интересираше тоа што го реков. Значи, тој ќе ги поздрави, ќе им каже, меѓутоа тие имат однапред напишу неколку реченици и еве што понатаму се случувало. Потоа решив да подготвам друг краток говор, не оној вообичаениот, оној стандарден говор. И вели, да видам дали луѓето приметуваат она што го зборувам, или пак по инерција го повторуваат тоа што постојано го кажуваат и кога одат кај некои други председатели. И вака тој напишал неколку реченици. Ја убив баба ми утрово. Ово утро ја убив баба ми. Замислите сега таа гледка. Доаѓаат амбасадори кај него се поздравуваат и тој ги кажува тие реченици. Ја убив баба ми утрово. Ја убив баба ми утрово. А луѓето сепак ми го кажувале оне однапред приготвени говори. Многу сме горди на вас, председателе. Многу сме горди да живеете многу години, да бидете благословени од Бога. Продолжите со добрата работа што ја правите и Бог нека ве благослови во тоа. Веќе сестри, вакви и слични работи му зборувале додека ете председателот повторно ги повторувал тие зборови. Меѓутоа, кога наишол еден друг амбасадор од Боливија, истото председателот му ги кажувал овие зборови. Утрово ја убив баба ми. Тој го повторил 3 пати. И сега овој амбасадор, од десетици кои доаѓале и постојано истите реченици ги повторувале, Бог да благослови председатели така натаму, едино тој приметил дека нешто не е во ред. И е што кажал, може би таа го заслужува тоа, господине председател. Гледате, колку некако луѓе сме неслушатели. Ти го слушаш, ама како да поминува од ово уво на ово уво. Така да, сакам ова вечерашна тема што ќе имаме, да ни помогне да слушаме. Во Библијата прва глава од Откровение пишува оној кој слуша, кој чита и кој држи, кој спроведува. Значи, ние како луѓе, вистина треба да ги отвориме нашите сетила за слух, да можеме тоа да го слушнеме. Вечера ќе одиме, значи, на еден настан, еве го настанот, Лука, 9 глава, 28 до 30 вака пишува. И на околу 8 дена по овие зборови ги зеде со себе Петра, Јована и Јакова и се искачи на гората да се моли. И додека се молеше, неговото лице се измени, а облеката му стана бела и сјајна.
И ете два човека разговараа со него. Тоа беа Мојсей и Илија. Замислите овој настан сега што ние вечера ќе го проучуваме. Ово што се случило на оваа гора, лево гледате на сликава, тој рид. Тоа е таа гора. За некоја секунда ќе се качиме горе по неколку слики ќе ви покажам. Тоа не е мал рид. Ајде може би за младите 15-20 години лесно ќе се качат, но за постарите сепак е заморно. Исус ги повел тројцата своји, кои се Петар, Јован и Јаков. Таа тројка постојано го следела Исуса. Подоцна ќе видиме и она девојчето на Јаир кога требало да се излечи, да се воскресне, таму били повторно тие тројца. И на многу други места, у Гециманија, и таму били тие тројца. Но на жалост овде ќе се случи нешто што тие ќе го паметат цел живот. Тие ќе заспат таму. Едноставно да бидат будни, да може тоа да го запечатат во мислите своји, а потоа да го преточат во хартија, односно да го запишат. Ние ќе видиме дека само еден од нив, Петар, кој ќе се најде подоцна во Зангана, ќе се најде во затвор и тој таму ќе ги евоцира тие спомени и ќе ги запише како порака што ние подоцна ќе ги читаме заедно. Значи, одиме горе да видиме што е тоа што се случувало на самата планина. Зошто горите се важни во животот на луѓето? Или важноста на горите во Светото писмо? Горите имаат големо значење во Библијата. Во старо време луѓето верувале дека Бог прво ги создал горите, брвата, карписти и ридови, како тие да се основата на земјата, како што човекот има свој ребет, знаете, тој ребетен систем што го имаме, и скелет, тоа се држи нашето тело. Така старите верувале дека горите се многу важни. Чувство дека сме поблизу до небото. Кога бевме помлади, одевме горе на Беласце, на најголемиот врв и на други врвови. Навистина кога ги се качите таму, како да сте малку поблизу до Бог, имате такво некое чувство. Горите секогаш биле символ на вечноста, постоењето и стабилноста, бидејќи се создадени пред другите созданија, рекол, тоа го запишал Даглас во ова библиски речник. Бидејќи почетокот им од старите времења ги сметале за символ на создателското величество и сила. Значи, у старо време веќе луѓето верувале, размислувале дека горите имаат нешто многу важно. Ние ќе отидеме на тоа брдо кој се вика Морие. Или на еврејски, го имаме овде и тој текст Хар. Значи, гора или рид. Тоа е на еврејски Хар. Кога еврејот ќе каже Хар, тоа значи рид, гора или планина. Гора Морие. На што ја подсетува? Вие кои сте го читале Стариот Завет. Ние вчера учевме за Аврам. Аврам кој го прине својот син. Меѓутоа, Библијата зборува како за Божи пријател. Аврам бил Божи пријател. И од пријателот Бог бара детето да го жртвува. Интересно. Иако Аврам го положил и тој испит. Меѓутоа, овде гледате, тоа е на телевизија, сигурно сте видели ова слика. Тука трите светски религии имат свој мело, свој место, свој ќоше. Ова брдото Морие се верува. Тука и денеска ние знаеме дека негде во близина на Ерусалим е Голгота, кај што Исус беше распнат. Тоа е друго брдо. Меѓутоа, овде гледаме дека Бог побарал од Аврама да го принесе својот син на жртва. Значи, тоа е брдото Морие. Аврам навистина го положил својот испит. Кога дошол на самото брдо, Исак 18-20 години имал, во својата младост му вели: татко, каде е жртвата? Име оган, име дрва, ганки што носеле, тука били тројцата слуги, а нема жртва, нема јагне. И на крајот Аврам му вели: сине, ти си таа жртва. И Аврам затоа е наречен почитувани татко на верата. Човек кој навистина бил подготвен да го жртвува својот син и ја кренува раката со ножот да го изврши тој завет, меѓутоа Бог рекол: Авраме, доста е, доволно е. И таму во грмушките пронешло јагне кој било принесено на жртва.
Синајската гора, уште една гора. Ќе споменеме неколку гори, само да направиме една скица, за да видиме колку се важни настаните на горите кои се случиле, а тие се запишени во Светото писмо. Вие кои сте читали Библијата од почетокот, веднаш ќе дојдете до оваа гора, Синајска. На што ќе ве потсети? На 10 заповеди. Таму Бог тие заповеди што луѓето ги имале во мислите или во срцата, што се пренесувало генерацијски, сега Бог ќе ги преточе во зборови и ќе ги напише. Секако тие не били напишени на хартија, не били напишени на папирус или на глинени плочки, туку на што? На камен, што значи тоа е чврсто, тоа е вечно. И затоа Бог на ова гора ги напишал 10 заповеди на камени плочи. Мојсей поминал 40 дена. И неговата внатрешност, односно надворешност се променила. Кога се вратил доле во логорот, што приметили израелците? Светлина од неговото лице и море го става покривала. Денеска ни ставили можеби темни наочари. Знаете, ставаме за од сонце. Никога гледаме замрачување на месечината. Знаете, сме гледале преку замаглено стакло. Меѓутоа, тој било во Божје присуство. Тука го покажал своето вистинско лице. Кога се вратил долу и кога се приближил, Бог што му вели: Мојсей, не оди долу. Зошто, Господе? Твојот народ се расипа. Почнале објекти да вадат, злато што имале, зашто излеге со такви подароци од Египет, и Бог вели: решив да ги, што? Уништам. Веќе нема потреба да живеат тие. Меѓутоа, овде гледаме големината на срцето на Мојсија. Тој вели: Боже, ако тоа го направиш, избриши го и моето име од книгата на спасените. Мојсија бил сигурен дека навистина ќе биде спасен и сака да го жртвува својот живот за своите сограѓани. Колку денеска човекот е подготвен да се жртвува за друг човек? Мојсија бил подготвен. Тој е Божи човек, бил 40 дена во присуство на Бога. Тој не го видел Бога директно, но видел можеби раката како ги пишува заповедите, тоа бил Христос. Една писателка вели дека заповедите ги напишал самиот Христос. Самиот Христос ги врежал. Ние во Кавадар си имаме 10 заповеди на мермени плочи, изгравирани 10 заповеди. Тоа го прави човек. Има машина посебна која ги гравира. Знаете како на крстовите што се гравират на мермер. Меѓутоа, Исусовиот прст ги изгравирал тие 10 свети реченици во 10 Божи заповеди. Гората Кармел, на што ја подсетува? На Илија. Ги спомнувам овие лица, зашто ќе ги најдеме после со Исуса горе на гората на Преображение. Го спомнавме Мојсей, кој не ја видел светата земја, условно кажано, она земја што била ветена, кај што тече мед и млеко. И знаеме што се случува во еден грев што Мојсей направил, Бог му рекол: не можеш да лезеш таму. А тој е пожелно. Замислите, Мојсей 120 години живе, 40 во Египет, 40 низ пустињата и 40 ќе биде повторно водач на Божиот народ низ пустињата од Египет до ветената земја. Меѓутоа, Бог приготвил нешто подобро за него. Тој веќе бил стар, не можел да раководи посебно 2 милиона евреи кои ќе дојдат во ветената земја и таму ќе се карат меѓу себе како робови, ќе бидат во вреќе. Зашто Бог им ја подели земјата на 12 делови. Знаете, човечкото око никогаш не е заситно. И затоа Бог вели: Мојсей, ќе те повлечем во смрт. Ќе те повлечем во смрт. Но твоето тело нема да доживее распаѓање. Зашто пише во книгата на посланието на Јуда, таму кога дошол Михаел да го воскресне, кој се побунил? Дошол и сатаната. Знаете, сатаната сака се да зграбче. И кога човек умира, тој вели: сите тие се мои, не се негови. Се зависи последните мигови на човекот, ако се покајал, тој е на Божја страна. И затоа дошол таму да го воскресне и знаеме дека Мојсија на небото, а подоцна ќе го видиме и на самата фотографија. Место каде што Илија се судрил со 800 валови пророци. Замислите, и астарители свештеници во присуство на еврејскиот народ. Зошто ова се случува? Божиот народ, кога велам Божиот народ, се мислиме евреите, во еден миг застранеле, отишле и следеле други богови, валови.
свештеници. И сега Бог го подигнал Илија, човек кој треба да ја открие правата вистина, кој му служи на Бога, а кој му служи на Ваал. И тоа ќе биде голем експеримент и ризик што го превзел Илија врз себе, но тој бил сигурен дека му служи на вистинскиот Бог. Тој поставува прашање, добри луѓе, да видиме кој е вистинскиот Бог. Дали вие на кој му служите или Богот на кој јас и другите евреи му служиме. И Господов оган падна и ги гори на паленицата и дрвата, камењата и право дури и водата во ровот ја исуши. Сиот народ се исклуши, луѓето падна ничком и рекоа: Господ е Бог, Господ е Бог. Меѓутоа, пред да се случи ова, знаете што се случило? За да ги увери дека не е монтажа, дека Илија не прави некој далавери, им рекол на луѓето, на овие свештеници, на Астартина и другите валови свештеници: одете, донесете вода. И доле се симнале на морето. Имам овде запишено неколку километри, 8 километри оделе да донесат вода. 12 кофи наполнеле. Знаете нешто носат на рамо. 12 кофи. И водата била истурена врз жртвеникот. Била истурена за да се... И овде затоа вели, во рововите, имало ровови направени. И рововите, и камењата, и дрвјата, и право, се што било, вели, изгорело. Кога Илија се помолил и рекол: Боже, те молам, покажи се, нека овој народ разбере кој е во право. И навистина чудо се случило. Почитувани, зошто се горите важни? Зошто се важни горите во животот на луѓето? Еве го, уште еден текст ке читаме, односно ке поставаме уште некое прашање. Тоа е место каде што луѓето можат светот да го посматрат од друга перспектива. Зато се горите толку важни. Значи, кога се искачи луѓето, овој се качал некој рид. Како со восид. Знаете, они кои одат на планина. Оној докторот, сега го гледав на телевизија, поплена на вестите, Кенев. Тој оди по цел свет. Сега бил во Непал. Таму и да не работи некое време. Меѓутоа, тој човек инспирација за многу млади луѓе. Тој оди по многу светски врвови. И тој вели, кога човекот ќе се качи горе, може и по цели на својот живот, зашто Мурат, еден од бител планинар, уште во времето кога таму работевме, во нашата улица близу црквата живееше, тој загина на Монте Еверест. Се качил и само ветер го однел и не се знае, не е пронајден. Меѓутоа, има такви настани. Меѓутоа, оне што одат таму, вели, такво тоа чувство што не може човек да го опише. Значи, нешто прекрасно. Место каде што се чувствуваме поблиску до надприродното, поблизу до Бога. Место на големи средби и судбеносни настани. Во време на војни представувале заштита. Знаете, луѓето за време на војна, па и жителите од Колешно, ако читате легендата како настанало, горе се криеле во лешите. Значи, транзиција, односно луѓето одаат, напуштат места и се кријат во планините во време на дали земјотреси или некои војни така натаму. Од врвовите на горите луѓето едноставно испраќале едни на други светлоносни чадни пораки. Значи, тоа сме го правили кога сме били во војска, знаете, се запали оган и онда онај чад, се зимат чаршави и се пуштат знаци. Значи, едноставно гледате колку се важни горите, ридовите. Сите ние во нашиот живот имаме своји ридови, зборува се во духовен аспект. Тие ридови не се лесни да се освојат, понекогаш се тешки, понекогаш треба да донесеме вистински одлуки. Може би некој од нас има рид, има проблем со цигарата. Може би некој се коцка и тој е рид кој треба да го помине. Може би некој има здравствен проблем и тој е рид. Меѓутоа има решение за се, драги мои. Како што ќе видиме ние вечерва, ако го слушаме Божјиот глас, Бог ќе ни даде решение за секој наш проблем. Одиме сега во Австрија. Орлово гнездо. Ја не знаев за ова, кога подготвив ова тема, најдов еве и на овој пример. Ако ја посетите Австрија и таму
ќе го најдете овој врв. Интересно, еве што пронајдов. Хитлер за време на својот живот наредил на овој рид да му се направи канцеларија или резиденција или куќа кај што ќе доаѓа и ќе се восхитува колку тој голем, колку тој силен, колку тој јак. Еве што пишува. Погледнете уште една фотографија, пазите, патот е вака се качува. Тоа се доле низина. Огромни стени, огромни карпи. Еве што пише, не знам дали ќе може да прочитате, но јас ќе ви помогнам. Кога застанав и погледнав наоколу, дошол човек да испита зошто Хитлер наредил тука да му се направи место за престој. Вели тој човекот, дали бил новинар или не е битно, вели кога застанав и погледнав наоколу, на хоризонтот, се беше ведро и чисто, бидејќи времето беше ведро. Може во тој момент до некаде да разберам зошто Хитлер се сметал себе си на некоја големина. Значи, Хитлер се сметал за некоја големина, не физички, него во духовен аспект, надчовечка природа. Затоа што планинските врвови даваат поинаква перспектива на човекот. Некако се чувствуваме поблиску до надприродното, поблиску до вечниот Бог. Но од друга страна, ако размислиме, човекот таму сваќа колку е беззначаен и немоќен. Хитлер тука донесол одлуки да освои цела Европа. Не случајно тој го одбера ова место. Тој не отишол некој подрум па таму да прави скици и планови, туку кога е горе. Знаете, ореол кој ќе се видне горе во облаците. Тој е Господар. И озгоре може да гледа, да ја темпира својата жртва. Ете, Хитлер тука боравил често пати. Во Библијата, браќи и сестри, на редовите се случиле судбеносни настани, судбеносни работи. И затоа ние сега ќе отидеме и да ја посетиме гората на преобразување, а тоа е брдото или ридот Тавор. Тоа е осамено брдо, високо 588 метри. Еве го овде, во следната слика ќе се малце доближиме, но ова е местото, тоа е гората на преображение. Тука Исус ги зел, како што читавме на почетокот, тројцата своји најблиски соработници. Тука ќе се случи нешто посебно. Тука, во ова книга, што подоцна ќе ви ја малце објаснам, Копнежот на вековите пишува дека тука Исус бил во природна големина, она надприродна, божествена. Само тука тој се покажа во таква големина. Тој дека бил на земја бил обичен како и ние, како и останатите ученици. Зашто не се разликувал на дворешно Исус од другите. И затоа Јуда, знаете, се договорил со овие војниците да го издаде со бакнеш, зашто не можеле римските војници да го препознат кој е Јован, кој е Петар, кој е Исус. Надворешни знаци немало никакви. Меѓутоа, со бакнежот ќе биде знак дека тоа е Исус и да го фатат. Значи, ова е брдото Тавор. Ако висината на врвот ја сметаме ако висината на врвот ја сметаме од реката Јордан, тогаш тоа брдо е уште повисоко. Тука на тоа брдо, таму во Стариот Завет, ќе најдете пример кога Девора извојувала победа над непријателите. Убавината на Тавор се велича и во Псалмот 89. Ево сега може да видите како изгледа тој рид. Погледнете, тука се тие патишта, како се оди. 588, но рековме дека ако го сметаме од Јордан, реката Јордан, ако таму сметаме, тогаш е уште повисоко 774 метра. Ево уште една фотографија. Сега да го гледаме патот на движење, значи тогаш сега сигурно одат со автомобили. Тоа се слики од сега. Меѓутоа, во времето на Исус, пред 2000 години, немало автомобили. Тие оделе пешки, ниту камери не користи, ниту кони, ниту магарења. Едноставно мора да отидат. И сега горе изградена црква во чест, во знак на таа следба што имал Исус со Илија
со Мојсей и секако Отецот бил присутен, а од земјата дошле, односно неговите ученици. Еве таа црква. Тука се верува дека Исус имал средба и тука ќе бидат уште еднаш потврдени зборовите што Исус ги слушнал кога се крштавал, дека Исус е возлюбениот син и не го слушајте го. Подоцна ќе ги читаме тие зборови. Значи, еве прилика да влеземе сега внатре, како изгледа таа црква. Значи, во чест на тоа преображение, кога Исус бил заедно со апостолите Петар, Јаков и Јован. Наистина, еве куполата, таа купола на црквата, гледате овде, тука се тие представници од небото, Илија и Мојсей. Еве го Мојсей. Малце уметникот тој не го наближил. Никој тоа не го сликал во тоа време, меѓутоа уметниците врз основа на библиските извештаи ги нацртале тие слики за да може визуално, знаете, кога човек гледа 80% повеќе памти и разбира. Гледате, ова е символ кога Мојсей ги добива 10 Божји заповеди, овде Илија, ја гледате жртвата. Тоа е насликано на куполата во таа црква. Ако имате прилика да отидете во Израел, може тоа да го и видите. Тука се и од земјата, рековме, тројцата Исусови ученици. Петар, Јаков и Јован. Тие се рибари. И сега, Бог, односно Исус не прави разлика, меѓутоа сепак тие биле поподготвени да го следат Исуса во тој најтесен круг. Исус ги сакал сите 12 апостоли. И затоа овој што читам, Исус со себе, значи ги повел тројцата ученици Петар, Јаков и Јован. Тие биле блиски Исусови ученици. Понатаму, што уште може да кажеме? Тие имале предност да го следат Исуса, да го посматраат прославениот учител. Но, на жалост, и тие тука сгрешиле. Ке видиме дека тие сепак заспале. Го гледали Исуса и во Гецеманската градина. Знаете, кога Исус им рекол, останете вие тука, јас ќе отидам неколку чекори, Исус се молил целе ноќ. И на жалост Петар, Јаков и Јован и тука заспале. И тука во тие судбеносни моменти кога Исусу му била потребна подршка, затоа што го чекало Голгота. И уште нешто, Христовите спанковци се тие тројца ученици. Заспале во тие најсудбеносни моменти кога Исуса му била потребна подршка. Или пак горе на планината Тавор, кога требало да го видат Исуса во на вистинска големина. Иако тие ќе приметат, ќе читаме текстови дека нешто се случувало горе, но сепак ги пропуштили тие најважни моменти или секунди од животот на Исуса Христа. И сега, прашање, со која цел Исус се качил горе на гората? Сега збориме за Исуса. Прво, да се моли на Бога. Па тој се молил и долу. Тој често пати станувал наутро и се повлекувал таму во природа и се молил. Во ред. Да се моли на Бога. Но да се сретне и со Отецот. И тие двајца сведоци, кои ќе дојдат од небото, Мојсей и Илија, да го охрабрат Исуса да издржи до крај. Зашто не му било лесно. Знаете, Исус морал да отиде на крст како човек, не како Бог. Тој не користи својата божествена сила да си ги олесне болките. Не. Дури не сакал ракија да му дадат или оцет кој опива. Знаете, човек ќе се напие ракија и не осеќа ништо. Не, Исус одбил. И затоа Исус отишол горе за да се потврди неговата мисија, дека 3,5 години полека заминуваат. Сега треба да се оствари комплетно планот на спасението. Исус е тука, гледате, таму во Гецеманија, душевни болки, капки крв од челото да му течат. Не е едноставно која луѓе се испотrebне па ни течат капки на зној. Меѓутоа, капки на крв, медицината тоа може да го објасни, какви промени внатре се случува во телото да излегуваат капки на крв. Значи, Исус повеќе пати читаме дека на тој начин барал присуство на таткото, се повлекувал во молитва на некоја планина во пустиња или на осамено место. Тука тој се молел. Иако Исус е Бог, но тој сега како човек бил зависен од Отецот, бил зависен во некои моменти.
Иако, како што рековме, тој не сака да злоупотреби моќта што има како Бог во човечко тело. За време на непосреден контакт со Отецот, за време на молитвата доаѓа до преобразување. Имаме ли ние време за молитва, браќи и сестри христијани? Ние сме сите во село христијани, но може би така се нарекуваме, но дали одвојуваме време за молитва? Не мора тоа да биде со часови. Една реченица, мисли, упати, тамо додека готвиш како жена, и додека копаме, додека одиме, додека се движиме, додека се возиме, имаме ли време за молитва? Молитвата постојна дефиниција вели дишење на душата. Дали ние планираме да дишаме? Денеска ќе дишам 5 пати. Не планираме, тоа оди спонтано. Диафрагмата си работи, ние си копаме, живееме, читаме и дишеме. Така треба да биде и молитвата дел од нашиот живот. Молитвата, друга дефиниција е разговор со Бога, како со пријател. Кога си присен, близок со некој пријател, си отвараш душата и му кажуваш. Така да, гледате каква предност и можност имаме преку молитва да бидеме в заедница со Бога. Исусовата внатрешност била толку исполнета со близината на Отецот, што при таа средба неговото тело станувало просветлено. И уште една мисла, и кога се молеше, неговото лице се измени, а облеката му стана бела и сјајна. Гледате, ово се случува сега горе на планината, Тавор. Таа средба ке придонесе да Исуса му се даде потик да издржи, зашто ќе има големи искушенија. После овој настан, ќе се симна долу. И после некој време Исус ќе биде фатен. Ќе биде сослушуван 3 дена, четврток, петок и во среда вечер. Значи, тие 3 дена, да кажеме, се најтешките денови до животот на Исуса Христа. И затоа ова среда била многу важна. И тој ги повел овие тројца. Ево ги, уште еднаш ќе ги видиме на оваа фотографија. Ево ги. Значи, тука како спијат. Овие го гледаме Мојсей и Илија. А овие наши тројца представници спанковци спијат. Може би ќе ги оправдаме. Сетете се малку на сликата доле, кај се наоѓа ридот, не бил баш низок. Тоа не е шетање по паркот. Секако, може би, горе бил поредок воздухот, па малце придонило да заспијат. Но како е, може да издржат барем некоја минута. Како што Исус ќе ги укори таму во Гецеманија, барем можевте да издржите неколку минути со мене на молитва. Но ете, тие тука разговараат, а Лука, кој бил многу педантен доктор и се запишувал, тој слушнал подосна и тоа го преточил во зборови. Затоа ние читаме вечерва од Евангелието според Лука. Така да тие извештаи не се толку широки, кратки се. Зашто Лука не можел да искамчи, да извлече од учениците. Тек подосна Петар ќе каже интересни работи, но ќе го видиме Петар подолу во затвор. Таму тој ќе ги евоцира своите спомени, ќе се подсети и тоа ќе го запише во своите послања 1 и 2 Петрова. Учениците заспале. Поради, можеби, напорното качување, можеби влијанието на воздухот, или горештината се измориле и тоа предизвикало замор кај самите ученици. За време на таа Исусова молитва веднаш заспале. А сонот ги совлада. Гледате Лука што вели. А сонот ги совлада Петра и неговите другари. А кога се разбудија, видеа неговата слава и двајцата мажи кои стоја до него. Сепак нешто виделе. Можеби кога се симнувале озгоре долу, му рекли Исусе, дај кажи, не видовме целосно. Дај малце објаснени кој бија тие, што се случуваше. Но настанот веќе завршил. И сега, еве сликава, Петар се наоѓа во затвор. Джовани Белими го насликал апостол Петар во затвор. Тој е уметник кој е насцртал ова слика. Како Петар во затворот и размислува. И тој побарал од чуварите да му донесат хартија и мастило, на што се пишувало во негово време. И тој сакал да ги евоцира своите спомени, да ги запише на хартија, да ги претучи. И денеска ние тоа да го читаме. И еве што запишал Петар. Ајде да прочитаме текстот.
Зашто кога ги објавивме силата и доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, ние не следевме лукаво измислени бајки. Ке застанеме овде. Сите овие теми што ги имаме во рамките на оваа серија, постапките на Исуса, веќе се не се бајки, легенди, приказки за мали деца. Тоа се вистините работи што се запишени во Библијата. Ние само ги читаме, ги повторуваме и се поучуваме во нив. Значи тоа не се измислени бајки. Петар сака тоа да ни го каже вечерва. Тоа не се измислени бајки. Петар е очевидец. Колку да го критикуваме, колку бил брз. Но Петар бил Божи човек. Тој бил подготвен и живото да го даде и го дал. И тој вели, тоа ние станавме очевидци. Ние бевме сведоци, гледавме мртви како Исус воскреснува. Гледавме како од неколку риби и лепчиња 5000 луѓе, само мажи, плюс жени и деца, може 15.000. Замислите, 15.000 луѓе нахранил. Тоа го гледале учениците и самиот Петар. Зашто тој прими од Бога таткото, чест и слава. Сега му доаѓа паметот, филмот му се враќа. Тамо на планината кога бевме, тамо Исус прими од таткото чест и слава. И чест и слава му дојде гласот. Ово е мојот возлюбен син, во кого ми е милината. Сега повторно Петар тие зборови сакат да ги вткае во следбениците на Исуса, кои еден по еден учениците умираат. Те главните столбови сведоци, но некои ќе дојдат подоцна, тоа сме ние. Денеска и ние сме Христови ученици. Петар вели, верувајте, не се тоа измислени бајки. Некој ќе ви каже у селото или ќе се сретнат, гледајте, таму приказки ќе слушат. Има такви кои се подсмеват, но секој за себе си прави. И затоа Петар вели, луѓе, тоа е вистина. Ние сме очевидци, бевме таму. И тие зборови Петар ќе ги вткае длабоко во своите книги, во своите посланија. Тука се рековме Мојсей Илија. Зошто Мојсей Илија? Има уште еден човек на небото кој отишол жив. Тоа е Енох. Ето, но Мојсей е посебен човек. Поминал низ посебни искушенија. Изилците на глава му се качале. Символично зборува. 40 години ги носил наград. И на крајот би рекли му пукнал филмот кога удрил во карпата. Знаете за кој греф. Иако тоа за нас може би не, и тоа покажал непослушност. И Бог му замерил, иако му простил. И Мојсей денеска е на небото горе. Но зошто Мојсей Илија? Тоа се два великана, два столба запишани во Библијата. Луѓе кои поминале низ посебни искушенија, како што е Јов един од таа гарнитура на Божи луѓе патриарси кои поминали низ посебни искушенија. Затоа ние велиме, кога зборуваме за маките, велиме чии маки? Јовови маки. Никој од нас тоа да не го доживее. Тука се рековме двајца блиски Божи соработници. Мојсей и Илија. Понатаму, Илија бил жив земен на небото во огнена кола. Мојсей, рековме, ќе умре, не знаеме колку време бил во гробот, тоа не било месеци и години, краток период, и Бог го воскреснува, и тој денеска горене на посебна планета. Илија. Кога се јавија во слава и говорија за неговата слава и двајцата мажи кои стојат со него. Значи, еви ги, Исус, тука е Мојсей и Илија зборувале со Исуса. Го храбрали му рекле, издржи Исусе, како што ние издржавме. Како што Илија рековме пред малку кога таму бил пред тие валови пророци, 850 ги убил, замислите како храбар маж. Но тој работил во име на Бога. Зашто тие валови пророци ја препомнеле чашата на своите беззаконија, не можеле повеќе да грешат и Бог рекол доста е. И затоа еден ден и овој свет ќе исчезне. Ние полека ја полнеме чашата на своите греови беззаконија. И ако не се покајаме на време, ако не се сретиме кон Бога, Бог ќе рече доста е. Кој е свет, нека остане свет. Кој е добар, нека биде добар. Кој е лош, нека биде уште полош. Времето се ближи. Не сакам да спекулираме кога тоа ќе биде. Но знаците зборуват, а всушност ние старееме и животот може во секоја секунда да се прекине. И затоа е многу важно да размислуваме за својот крај. За својот крај. Дали си млад или стар. Гледате денеска, и млади и стари. Нема ред.
Знаете, во почетокот во Библијата ние веле старите направи. Дедото, таткото, па стариот син и така си оделе поред. Но во еден миг тој ред се пореметил. Сега да не отвараме, да не губиме време, пишува синот умре пред таткото, тоа било чудо. А денеска рековме нема ред. И затоа е многу важно денеска ако го слушаме гласот Божи, таму во Библијата, да не бидат срцата наши дрвени, туку да му се отвориме на Бога и да кажеме: Боже, како што синоќа рековме, имаме ли време за Бога? Рековме: да, Господе, прости ни што може би вратите ни беа затворени на нашите срца, но од вечерва сакаме да бидеме Твои. И сега конечниот исход. Се спомнува грчкиот збор есходус. Значи, зборувале за излегувањето Мојсе и Илија со Исуса. Тоа означувало излегување или крај, или смрт. Исусовата смрт на крстот е негов есходус. Негово излегување од Египет. Знаете, кога израелците излегле од Египет. Ние живееме во овој Вавилон, го нарекува откровението овој свет. Но може да кажеме духовен Египет, кај што треба наскоро да излеземе. Но не да отидеме сега во Африка или таму во Палестина. Не, ќе отидеме на небото. Така пишува. Бог ќе ги зеде, Исус ќе ги зеде спасените и ќе бидат 1000 години горе со него. И после 1000 години повторно на ова обновена, очистена, обновена земја, народот Божи ќе се симне и ќе живе за вечност. Тоа е, видите, кратка библиска филозофија за спасените. Ништо не е тешко да се разбере. Умираме, се раѓаме, или се раѓаме и умираме, доаѓа Исус, воскреснуваат праведните заедно со живите, на облаци се земат 1000 години, поминати на небото, се спуштат со Ерусалим и тука ќе отпочне еден нов живот. Преку Христовото спасеносно дело можеме и ние да доживееме излегување од робството на гревот. Секој од нас, реков, има некој свој план, некој рит, некој проблем. Ние сите сме фатени во замката на гревот. Ние сме робови. Но затоа доаѓа ослободителот, а тој е нашиот спасител Исус Христос. И на крај се случува будење. Ајде да видиме што се случило со овие спанковци. Еве што вели. И кога тие се разделуваа од него. Значи, Исус се поздравува, да кажеме, со Мојси, со Илија, и треба да се врати. Одеднаш се будат. Петар му рече Исуса: Учителе, добро е да сме тука. Ќе направиме 3 шатори. Еден за тебе, еден за Мојсей, еден за Илија. Ој, колку бил себичен Петар. А долу, уште колку другари имал во подножјето? 9. Уште 9 негови другари биле доле учениците во подножјето на планината Тавор. Но Петар се гледа за себе и ајде направиме колку ми е убаво овде. Петар секојаш бил брз. Што вели она изрека: што ми ум, тоа на друг. Едноставно брзо реагира и често пати знаат да погреши. Добро е да се биде на гората со Исуса, кој светли од слава. Им се допаднало да си направат шатори од гајнки и од дрве. Тоа е помилливо, тоа не е вечно. Знаете, ние брзо се врзуваме за некои световни работи, за некои помилливи работи. Знаете, и куќа ќе се сруши еден ден. Гледате поплави што се случува во светот, или земјотреси. Петар заборил дека Исус има и други односи. Гледате, ѓаволот сакал преку Петра да го поремети Исуса во неговиот план на спасение. И затоа една прилика Исус ќе му каже: Петре, внимавај, сатаната сака да те, што вели таму, да те просе како пшеницата. Гледате, Петар понекогаш и самиот предонесувал да биде брзоплет. И затоа му вели: ајде да си направиме овде сеници за нас и за гостите од небото. Не мислел нито на другите ученици на кои исто така им било потребно присуството на учителот. Меѓутоа, ајде сакам само да спомнам сега еден пример што се случило во Америка. Ловџи на волци во Невада во Америка. Многу стопани или собственици на стада на овци се пожалеле до владата дека им доаѓаат волци глутници и им ги напаѓаат стадата. Многу имало штета на јагниња, на овци, и затоа владата во Невада, односно тие одговорните, решиле
за секој убиен волк ќе добијат по 1000 евра, односно долари. Значи, владата дала сообщение, оглас, кој ќе убие волк ќе добие 1000 долари, за да се останат што повеќе волци, за да немаат штета сточарите со своите стада. Двајцата браќа, Сем и Џад, се го слушале тој апел на телевизија и се приклучиле кон таа група на луѓе да отидат по планините и да бркаат волци, да бараат волци. И така, еден ден уморни, веќе паднало сонцето, односно зашло сонцето, уморни, таму во планина длабоко седнале да легнат, да се одморат. Наложили оган, за да се одбранат ако дојат глупници волци, и така додека седеле, заспале, а огнот угаснал. И некаде пред зора, едниот од браќата се разбудил. И го разбудил својот брат. Брат, стани, гледаш колку волци има околу нас. Цела сурија волци дошле околу нив. И затоа што рекол едниот, Џед, стани, сега ние сме богати. Има стотици волци околу нас. Односно 50 волци биле собрани околу нив. 50 волци значи колку 1000 долари? 50.000 долари. Гледате колку бил себичен. Тој гледа само пари, гледа волци, а не гледа животот му во опасност. Нешто слично и со Петар и со колегите. Добро ни е тука да бидеме. Ајде си направиме сеници. А доле ги чека работа, за кој ми ќе се селиме ние доле. И ќе видиме нивите колеги, ќе доживеат една трагедија. Ќе доживеат еден неуспех. Но се уште сме горе. Додека биле горе, тие приметиле еден посебен облак. Божиот облак за Петар, Јаков и Јован. А знаете, во Израел, ретко време да се појави облак, тоа е чудо. Чудо. Ретко се случуваат облаци да се појават, кога е топло, кога е лето. И затоа евреите имали посебно верување, ако се појави облак, тоа е чудо Божие. Бог има нека интервенција. Ајде да читаме текстот. И дека тој уште го зборуваше тоа, значи Петар додека уште зборуваше, овој мојот возлюбен син, слуша глас од небото, од облакот. Овој е мојот возлюбен син, мојот избраник, слушајте го него. Бог знае, драги мои, дека учениците после Христовата смрт ќе се распреснат како овци кога ќе дојде волк во стадото, во трлото. И затоа на посебен начин сакал тоа да го вметне во нивните уши, да внимават, да не се растурат, да не се уплашат кога Исус нема да биде со нив. И затоа овој е мојот возлюбен син. Овие зборови ме потсетуваат на крштевањето на Исуса. Таму на реката Јордан, кога беше крстен, кога оној голуб символично помина и слушна глас од небото, истите зборови, овој е мојот возлюбен син, мојот избраник, слушајте го него. Тој е мојот син, само слушајте го и верувајте му. Немојте само да го слушате, туку и послушајте. Знаете, ние како деца ќе слушаш, така е, ќе ти каже татко ти и мајка ти нешто, ама не послушаваш. Значи, ние сме слушнале, а не послушуваме. Тоа е тенденција денеска духовно кај нас. Многу луѓе во ова село или во градовите знаат, слушнале, но не се послушни. Не живе според она што го слушнале. А од облакот дојде глас. Уште еднаш ќе кажам, овој е мојот возлюбен син. Ништо да не ви го одвлекува вниманието, читам овде. Гледајте Исуса, бидете во заедница со него. И денеска нам не е потребна таа заедница со Бога, преку молитва, да одиме напред. Ајде се вратиме сега повторно доле во долината. Ги гледаме тројцата со Исуса полека се симнуваат. Може би требало, не знам колку часови, пола час, 1 час или не битно колку. При крајот на таа служба тие треба да се симнат долу. Но дека Исус бил со учениците, тој честопати нагласувал важноста на нивната служба, да бидат доследни во своето проповедање. Значи, при крајот на својата служба во Галилеја Исус става нагласок на практичното учеништво. 3 години ги учел и со својот живот покажувал како треба да се однесуват кон секој позив. Дошло време за пракса. Знаете, одиме на теорија, но на крај треба и пракса да положиме. Учениците сега требало да имат пракса.
Дошло време за прашса, ги собрал, ги обдарил со сила, ги испратил да служат. И често пати се враќале со какви зборови. Исусе, ни се покоруваат духовите. Ова го направивме. Позитивни информации имало, настани. Но имало и лоши. Кај што тие доживееле неуспех. Дали се функционирало, сега ќе видиме со еден пример. Еден татко имал проблем со својот син. Ајде го прочитаме и овој текст, односно ова мисла. Тогаш отидоа и одеа по селата, проповедувајќи го Евангелието и исцелувајќи насекаде. Имале благослов, значи имале и успешни моменти. И понатаму, ако го се вратија апостолите, му раскажуваа се што направиле и ги зеде со себе си и се повлече насамо спроти градот нарече Вицеида. И навистина имале благослов. Меѓутоа, доле во долината, еден татко со својот син имал проблем. Гледате ова слика. Ова момче бил избачувано од демони. Таткото бил тотално разочаран. Ги посетил сите лекари, немал успех, немало благослов. Што направи? Веста за работата на учениците брзо се проширил низ селата и градовите. Сакали тој да го донесе детето кај тие ученици, кај таа група на ученици заедно со Исуса. Делки ќе најде лек, ќе најде решение. Еден татко, значи, го довел својот обседнат син. Учениците пробале еден за друг. Може би почнал постариот. Петар, Јаков и Јован се горе. Тие треба полека се симнуват. Меѓутоа безуспешно. Почнал со молитва, некако се молиле, може би дошол и Јуда. И рекол, чекайте ли, јас ќе пробам. Пробал, сите безуспешно. Меѓутоа, тие го зеле Исусовото име само како магично стапче. И затоа ние понекогаш ќе се помолиме за некој болен, а тој ќе умре. Знаете, молитвата не е магично стапче, волшебно стапче. Ние треба да се молиме со вера и на крај да кажеме, Боже, нека биде Твојата волја. Зашто може би Божја волја да умре. А ние велиме дека ни е жал. Да, ама Бог гледа многу работи однапред. Замислете, Јуда би умрел пред да го издаде Исуса. Тој би бил спасен. На крај тој го издали се обесил, не се покаял. И Петар го издаде Исуса 3 пати. Потежок грех направил од Јуда, ама се покаял. И Петар ќе биде спасен. Значи, тие ученици го користели Исусовото име само како магично стапче, мислејќи дека на тој начин ќе постигнат слава. И доживееле неуспех. И сега доаѓа Исус, ги гледа учениците збунети, тука детето обсегнато, пејне му излега од устата, таткото разочаран и вели, Исусе, го донесов кај Твоите ученици, но ништо не успеа. Исусе, можеш ли ти да помогнеш? Гледате, Исус колко е внимателен, не сака да ги осрамоти учениците. Тој денески и нас не сака да не осрамоти кога ќе погрешиме. Тој сака да не повлече кај него и да ни прости и да каже оди и не греши повеќе. Исус може сега да им каже на Петар, Јаков и Јован, ајде сега пробајте вие. Не. Туку кој го извлече момчето? Самиот Исус. Исус се враќа од гората. Гледате. Ево момчето овде. Исус е тој кој ќе пружи раката на лекување. Ќе ги охрабри повторно неговите спанковци тројца и оние 9 мина кои се кошкали меѓу себе, кои се ударале како робови во вреќа. Не можеле да го излечат момчето. И ги помоли Твоите ученици за да го истераат ѓаволот, сатаната, но не можеа. Тоа е молитвата, или тоа е одговорот што овој човек го кажал Исуса. Понатаму, тројцата ученици се уште не ја пробале својата сила на исцелување. Значи, тие Исус ги чува на страна. Не сака да ги фрла во оган, не сака да ги стави во таква непријатна ситуација, може би и тие не би го излечили. Затоа Исус лично ја обавил службата. И кога Исус дојде во куќа, сега ве враќам на еден друг настан. И кога дојде Исус во куќата на началникот, ги виде свирачите и народот како вика и рече, отстранете се, зашто девојчето не е умрено, туку спие. Овие тројца и тука ќе бидат на овој настан, очевидци. Значи,
таа тројка што постојано со Исуса биле внатре. Која е тајната на Исусовата моќ, драги присутни? А кога дојде во една куќа, неговите ученици го праша насамо, зошто ние не можешме да го истераме? Значи, подоцна се враќате учениците на овој настан претходно и му рекли Исус, зошто ние не можевме да го истераме? Затоа што покушавале со своја сила. Ние не можеме да се бориме против ѓаволот. Тој дух, тој сенка. Ајде вие на летно време одидете некаде во парк, кај што има дрво, а сонцето што прави на дрвото? Што предизвикува? Сенка, така? Ајде вие тепајте се, борете се со сенката на дрвото. Ништо не може да направите. Потребно да повикаме друг дух, друга сила, тоа е силата на Светиот Дух. Тоа е Исус Христос, тоа е Бог кој може да ни помогне. И затоа овде гледате одговор. А кога дојде во една куќа, неговите ученици го праша насамо, Исусе, зошто ние не можешме да го истераме? А тој ми одговори, овој род, кој род? Сатаната, неговите демони. Знаете, на ова земја има 1/3 демони. Тоа се некогашни поранешни ангели. Сега тие се претворени во отпадници, противници на Бога и на човекот. Овој род се ништо не може да се истера, освен со молитва и пост. Сега нема време, го гледам часот, веќе еден час сме скоро. Само накратко, додека работевме во Ниш, еден пријател доаѓаше на вакви предавања. Тој се крсти подоцна. Меѓутоа, вели, тоа имам еден проблем дома. Малиот син, Давид си викаше, од 7-8 годинки, 5-6 годинки, вели, го мачи сатаната. Не може да спиеме ноќе. А тој беше од муслиманска гледна точка, од муслиман беше. Вели, беше тој многу оđи. Дори Кумановка некој оđе го прати, Людмиш. Кај други места, ноќе, вели, некој ни тропа под таванот, под зидот како со ноќе да гребе. Пердето, завесата се подмрднува. Детето одеднаш паѓа, пења му излегува од устата. Ги пробал сите тие, кај оđе одел да бара помош, знаете, човек кога во проблем бара. И тоа што почна кај нас да доаѓа во црквата во Ниш, и ние се молевме, и ние го посетувавме, проучававме тие теми за подготовка, кај што тој треба целосно да му се преведе на Бога. И навистина детето се ослободи. Ама молитва и пост црквата правеше. Молитви после неколку години го сретнав повторно во Ниш. Благодарен и радосен. Сега не знам дали е жив, зашто поминало веќе 40 години од тогаш кога бевме во Ниш в првата година. Но сакам да нагласам, денеска се повеќе и повеќе има луѓе, жени и деца кои се измачувани од сатаната. Знаете, сатаната може да даде болест и да се тргне, а тој ќе го направи преку некој бајач, гледач. Не одете кај бајачи, не одете кај гледачи. Тоа не се Божи слуги, тоа се слуги на нечестивиот. И затоа Исус вели подобро да умрам без рака и без око, отколку со двете раци или со двете очи. Во смисол, проблемите може да се решат само со молитви и со пост во Исуса Христа. Што денес ни луди гората на преобразување? Одиме при крај и нашиот живот денеска е полн со гори и долини. Тоа веќе неколку пати го спомнувам. Сите ние имаме своји падови и своји качувања. Горе на врвот на гората го чувствуваме Божјето присуство, не исполнува неговата слава и присуство. И ние мораме да се вратиме во долината. Таму сме горе, но еден ден мора да дојдеме долу. Тука е вистината. Тука се случува на оваа планета со проблемите. Но не сме сами, драги мои. Како што Исус не ги остави на цедelo своите ученици, туку бил докрај со нив. Во вистинскиот живот секој од нас има од Бога дадена мисија. Учениците биле приготвувани 3,5 години да одат да сведочат. Имали радосни моменти, се враќале храбрени. Но ете, како што читавме, имали моменти кога не може да го излечат ова момче. Затоа што погрешно користеле таа формула на молитвата. Значи, мораме со вера да бараме и да препуштиме се во рацете на Бога. Да зачекориме во облакот на неговата присутност. Бог е секаде со нас. Пишува во односно во Матеј 28 глава, последните стихови.
одете и крштевајте ги луѓето и така натаму. Јас сум со вас до кога? До крајот на векот. На твојот век, на мојот век. До крајот на овој свет. Затоа, драги мои, фала на Бога што Исус е меѓу нас. Неговите стапалки се уште се свежи, а ние ги пратиме вечерва. Дојдовме до втората станица. Утре ќе продолжиме и да следиме и третата станица, кај што ќе зборуваме за една друга тема. Бог е со нас преку Исуса Христа. Исус ќе биде со нас на патот од гората до долината. Секако, ако ние тоа го сакаме. Исус не сака да употреби сила. Тој вели, тропам на вратата од твоето срце. Ако сакате, отворете ја вратата. Ја ќе влезам кај вас и ќе вечерам со вас. Тој сака да биде со нас не само низ горниците, кога се качуваме на нашиот живот, туку и кога ќе дојдат потешкоти во нашиот секојдневен живот. Кога ми се чини дека сите зли се против нас, кога ќе помислиме дека сите кренале раце од нас. Може ли кога ќе добиеш диагноза од докторот дека не ти е баш розова еднината. Овој ден ми слушнав за една особа дека добила некоја тешка болест. Деновите се одброени за денови или месеци. Тоа не е лесно да се соочиш со тоа. Меѓутоа, ако сме христијани следбеници на Бога, на Исуса, ако знаеме дека сме овде гости, многу полесно тоа ќе го прифатиме. Многу полесно тоа ќе го пребродиме, затоа што сепак овде сме гости еден ден, без разлика што ќе се случи со мене и со тебе. Дали ќе завршиме сега или подосна, ние го следиме Исуса Христа. И тој нема да не заборави кој ќе дојде. Тој не знае по име. Пише во книгата на пророк Исаија. Бог го знае крајот кај што спиеме. Бог не врежал дали на рацете своји. Го знае твоето име и презиме, твојот број, твоите проблеми, твоите падови, твоите искушенија. И затоа, драги мои, да се препуштиме целосно на Бога. Исус сака да биде силен, да биде со нас, силен, прославен Бог во нашиот живот и во твојот и во мојот живот. И наистина ова слика нека не остане во сеќавање. Исус, тука е Мојсей, тука е Илија, го храбрили Исуса, зашто мора да помени своето брдо на Голгота. Мора да помени с Гецеманија, а таму не го чекало ружи и да го почастат. Таму го чекало трновенец, судење кај пилата, плукање и смејување и на крајот шајки, клинци од рацете на римските војници. Исус тоа го направил за тебе и за мене. Имаш ли место за Исуса? Да, Исусе, ние денеска вечерва кажуваме, нашите срца се отворени, влези длабоко во нас и живи со нас. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.